Со научната конференција на тема 75 години современ македонски јазик, азбука и правописи и јазикот и стилот во творештвото на Горан Стефановски, што се одржа во театар Јурна Хаџи Константинов Џинот, утрово започна одбележувањето на 57-то издање на меѓународната културна манифестација Рацинови средби 2020. Рациновите средби се збогатени со научни содржини. Тоа му дава уште поголема тежина на Рациновите средби. На Рациновиот Велес тоа особено му прилега, посебно заради првата тема од денешната конференција. Сите знаеме дека во Велес и Велешко се зборува најчистиот македонски јазик, а исто така во реонот на Азот се развивало богомилското движење. Професор доктор Људмил Спасов, председателот на Советот на македонски јазик при владата на Република Северна Македонија, како и професор доктор Елена Јованова Грујовска, и истакнаа важноста на прославувањето и чествувањето на Рациновото дело. Новите средби се навистина многу сериозна манифестација, не спаѓаат во манифестациите од бит и фолклор и така натаму, туку спаѓаат во манифестациите што го одржуваат македонството, македонскиот јазик, македонската литература и се развива македонската култура. Конференцијата не случајно е со овој наслов. Во Рациновиот град, на Рациновата манифестација, ги поврзуваме Крсте Мисирков и Кочо Рацин како предвесници на кодификацијата на современиот македонски јазик, на азбуката и на правописот, заедно со драмскиот писател Горан Стефановски, што на маестрален начин го користи македонскиот стандарден јазик паралелно со разговорниот и дијалектниот, храбро покажувајќи ја успешно заживеаната норма заедно со функционалните стилови. Инаку организатори на настаноци Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, Советот на македонски јазик при владата на Република Северна Македонија и општина Велес со поддршка на Министерството за култура и театарот Јурна Хаџи Константинов Џинот.